Почитуван председател на Македонската академија на науки и уметности, почитувани академици, почитувани гости, сите присутни роднини на академикот Боје. Со големо задоволство ја прифатив поканата на академик Јовановски да кажам неколку збора за оваа монографија. Најпрвин, затоа што добро ги познавам не само авторите, ама и фактот што тие пишуваат за работи околу Алчар, во кои учествувале непосредно, би рекол, тие се луѓето што повторно го отворија Алчар во 80-тите години. И професор Јовановски ми кажа, ти држи се како дојде до ова Лорандитот од Алчар да биде во фокусот на интересирање не само на научната јавност, туку и за обичниот човек. Немој да спомнуваш минерали и се друго, ти си физичар. Така ќе направам. Јас убаво се сеќавам на едно време кога се организираа дури екскурзии, учествував јас, екскурзии на ученици, студенти, љубопитници во посета на локалитетот Алчар. Дури новинари доаѓаа кај мене, молеа да им дадам Гајгер Милерови бројачи и тие да откриваат радиоактивност во Алчар и околу Алчар. Тоа само физичари можат, ама не можете да речете не. Во монографијата се дадени сите сознанија и факти за Алчар од почеток до денешни дни. И време беше тоа да го напишат токму оние кои ја создаваа новата историја на Алчар. Нивниот придонес во расветлување на сите аспекти, геолошки, геохемиски, хемиски, минеролошки, па дури за флората и фауната на локалитетот е немерлив. Тие провеле безброј денови на локалитетот, а потоа во своите лаборатории, обидувајќи се од тони и тони материјал да го издвојат драгоцениот минерал лорандит, што само во Алчар, сите кажа, го има така чист и така убав, би рекол. Некаде случајно прочитав така добро информирани американци. Најчесто знаат две работи, ама најчесто велам, тие знаат и други работи, ама за Македонија. Криволак и Алчар. Првиот поим е јасно што означува. Ама во последниве години се поголем е бројот на луѓе во Македонија што слушнале за Алчар, тоа име некако влезе во колективната меморија на овој народ како нешто што само нам ни припаѓа. Нешто што го има само Македонија. Сега дојдовме до клучниот збор – лорандит. Морам да признам дека ни јас го немав слушнато овој збор, веројатно и другите колеги, се до оној ден во раните 90-ти години, кога ненадојно скорено најавено дојде во посета на Природно-математичкиот факултет во Скопје делегација од врни југословенски научници, повеќе мина физичари од Институтот Винча Белград, ама имаше и од Загреб. Целта на мисијата беше итно преземање заеднички активности за прашање од највисок приоритет. Американците бараат и до Југославија достап до Алчар и одредено количество лорандит. Историјата на тоа барање е долга и широка. Тогаш и премиерот и председателот на Југославија при посета на Америка и покрај другите барања им било дадено достап до Алчар. Така започна приказната, иако тоа не е вистинскиот почеток. Во монографијата се поместени документи од каде што се гледа дека интересот за лорандитот започнал уште, спомнато беше 1976 година, таму кој ќе ја чита ќе најди белешки на физичарот Фридман за неговата посета на Фени Алчар. Тој бил во Македонија, ние не знаеме дека бил. Се сретнал со луѓе и наша загуба е, ние губиме што тогаш не се сретнаме со овој физичар од светски глас. Значи, локалитетот не е интересен само како рудник на антимон, арсен, талиум и академикот спомна и злато. Во игра се неговите минерали, во прв ред лорандитот. Благодарение на работата на бројни истражувачи во Алчар се откриени 45 минерали, со што се вбројува во еден од најистражените локалитети воопшто, ама кажано беше, ама ова мора професор Јовановски да го кажам. Монографијата детално објаснува се. Како дојде тоа лорандитот да толку е важен што чини повеќе од злато? Алчар стана толку светски познат, па едно време стана Македонија дестинација на бројни светски
научници од разни профили. А па ние си дадовме така и значење што ги пречекувавме и со нив и работевме. Монографијата тоа детално го објаснува. Се погоди времето, се наредија картите. Во 90-тите години тоа беше златно време, затоа што лорандитот од Алшар, како геохемиски детектор на соларни неутрина, беше на топ листа на вакви проекти. Другите заостанува, беа во почеток. А што значи тоа? Тоа значи дека во внатрешноста на Алшар се крие тајната на она што се случува во внатрешноста на Сонцето. И доаѓаме до неутриното. Спомнато беше за неутриното, ама сега јас имам проблем. Јас не можам да објаснувам детално, само со 2 реченици, од еден професор по нуклеарна физика, ако почнува да зборува за неутриното, елементарните честици, што јас цел живот го предавам, ќе се заборавам, а сопругата ми рече: немој да претераш, што рече професор Јовановски, толку минути, никако повеќе. Дека неутриното е тајна, тоа јас го знаев и пред Фридман, оти тоа го предава за неутриното. Уште Паули 31 година, кога го предпоставил постоењето негово, за да се задоволам некои теории во физиката, тој знаел дека ќе предизвика контроверзи, затоа што му припишува својства кои што се необични. Нема маса во мирување, нема електричен полнеж, нема да земодейства со материјата. Па како ќе го откриете? Тоа е како крадец да ви влезе во куќата, вратата не е допрена, нема слика на камера, се ви однесол и никаква трага од него. Па како да се фати? Фридман тоа кажал. Постои еден минерал што содржи талиум, минералот е лорандит, а тој го нашел во Чикашкиот музеј. Паметен човек. А лорандит има само во Алшар, Република Македонија. На здравие. Затоа авторите посветиле многу страници да доловат оваа тајна за неутриното. Тоа се создава во Сонцето и во другите звезди, ама сега јас морам да скратам само она што авторите го кажале, јас ќе го прераскажам. Со мој зборов. Некој овдека спомна, професорот Боев, стандарден сончев модел. Тоа е една прекрасна теорија. Таа објаснува буквално се, до совршенство. Сонцето, космосот, светот, иднината, нашата судбина, животот, се според таа теорија. Се совршено се вклопува, ама неутриното не сака да се вклопи. А знаете вие, теориите во физиката, колку и да се убави, и теоријата на релативност и многу други, ако не се докажат во разумен период, а разумен период во физиката е 4 век. Не е како професор Едимовски во математиката на Римановата хипотеза да чекаме 160 години и еве сега белки ќе ја докажат. А што е сега проблемот со тоа неутрино? Добро, не може да се детектира, ама имаме талиум, ќе го детектираме колку што може. Проблемот искрснал тогаш кога се детектирало флуксот на соларни неутрина, ама покажува дека ги нема колку што предскажува теоријата. Нема толку, 1/3 само. Тогаш американците ќе се пукнаа од мак. Да не е проблем во теоријата? Ако се покаже дека теоријата не е точна, пропаѓа нуклеарната физика, и јас со неа, голем дел од науката. Ете паниката зошто беше. Сега на читателите, а и овде присутните ќе им откријам. Не паничете. Добар дел од тајните на неутриното се разоткриени. Маса нема, полнеж нема, што взаимодействува. Ама мораше јапонците тоа да ги впрегнат сите ресурси, интелектуални сили и со проект после нас, Камиоканде, нешто разреши од 2012 година. Ама читателите таму ќе најде дека со тоа Алшар не губи на вредност. Сите кажаме. Не, неутриното беше тригер.
И сега можеме слободно да си го заборавиме неутриното. Ајде, то предизвика лавина. Дојдаа светската елита дојде во Алшар заради неутриното, а после откривме се друго. Авторите, сега нема да должам уште многу, буквално беше кажано се што е на полето на геохемија, хемија, минералогија, физика, која ќе ги видите сите минерали што се најдени во Алшар и детален опис, ќе ви стане јасно колкав труд е вложен, а многумина, ако не и сите, ќе бидат горди на ова мало парче земја, што се нашло такво богатство. Некои ќе речат, па добро, колку лорандит досега имаме изолирано. Првите години тајна беше ни професор Стафилов како раководител на Лорекс, ни професор Боев не кажува, па јас нема да кажам, ама во книгата пишува, прочитајте. И како шлак на тортата, авторите сакале да дадат комплетен опис на локалитетот, па затоа се потрудили да ја доловат неговата биолошка разновидност, прекрасни слики на габите, флората, вишите растенија, фауната, ќе ви остават без здив. И сега се ближам кон крајот, ама морам и ова да го кажам. Ова е успешно, монографијата успешно во детали расветлува едно поглавје од македонската наука, поврзано со Алшар и лорандитот. Ама ова не е книга посветена само за научната јавност. Таа ќе си има своји читатели и на англиски, и на македонски, во македонското општество, затоа што поимот Алшар буди романтична мисла за нешто што е македонско, со кое што треба да се гордееме. Беше кажано во преданијата, митските фикции, Алшар е свето место, најмистичен локалитет во Македонија, буди романтични спомени за македонските фаланги, мистични проекции за неоткриените моќи на лорандитот. Да ви кажувам што се луѓето ме прашуваат, ќе умрете од смеење. Напишани се толку статии, предпоставки, снимени се документарни, уметнички филмови, раскажани, приказни. Сега авторите кажуваат се што е релевантно со факти и докази. Ама народот и читателите со својата фантазија ќе мислат и понатаму тоа. Тоа е нивно право. Ова е реченица позајмена од монографијата. Тоа е право што сакаат нека мислат. Монографијата е документ, завршувам, кој на македонската држава треба да ја покаже што треба натаму со Алшар. Дали да се стави под заштита како национално богатство или да се комерцијализира и да се експлоатира рудното и минералошкото богатство. Во секој случај, треба да се најде начин проектот Лорекс да продолжи и од наша страна да се финансира. Не само од странство, да мотивира нови млади луѓе кои ќе го сонуваат лорандитот и Алшар, а со тоа ќе постанат приклучени на европската и светската наука. Тоа е најголемото достигнување на Лорекс проектот. Не е прашање во парите и дали од талиумот, дали од златото ќе земеме толку и толку пари. Не. Лорекс достигна нешто што дотогаш беше невидено. Сега, ќе ми дозволите 3 епизоди кратко да издвојам од една голема ризница на настани сеќавања, скоро 40 години, професорот Боја спомна 30, но повеќе се. Да доловам малку од ентузијазмот, посветеноста и неуморната работа на учесниците во проектот Лорекс, а овие сите тука, авторите беа учесници и покреника. Епизода број 1. Во 1986 година се одржа конференција посветена на лорандитот од Алшар како геохемиски детектор на соларните неутрина во Дубровник со учество на југословенската и европска научна елита. Тоа беше за нас настанот посебно значење. Ама не се заборава настапот на професорот Паскал Сотировски. Овде сите слушнале кој е тој, познат македонски астрофизичар од обсерваторијата Медон во Париз. Мафташе со голем клуч во раката и викаше: "Клучот од Алшар е во мојот џеб." Знаете што значи тоа? Пред смртта остави аманет за сите нас, со сите сили да ги посветиме лорандитот и Алшар, да ги држиме активни затоа што тоа е врата кон европската наука. Епизода 2. При една од првите посети на Алшар од страна на учесниците во проектот Лорекс, додека излегуваме од минибусот и се подготвуваме, академик Владо Матевски, тогаш млад асистент, веќе спремен, тој секојаш беше спремен, на терен замина.
Поминаа 10 минути додека некој од нас ги става рударските шлемови, најчесто наопаку. Ете го Владо вика од блискиот рид. Ја најдов. Ние мислиме дека нашол нешто што изгубил при последната посета, ама не беше така. Ја нашол својата Виола алшерензис, ботаничкиот заштитен знак на овој простор. Сликата е на страна 192. И Виола арсеник, ако баш сакате. Епизода 3 и завршувам. Тоа е приказна за еден млад рудар. Од еден прекрасен уметнички филм, собственост на македонска телевизија, добиен по тајни канали, имам право да прикажам само 40 секунди, ќе ги прикажам. Преубав филм е уметнички. Ова е документарен на професорот Бојан. Еве сега, ајде да го пуштиме филмот. Ова е окното на рудникот Алшар. Влегуваат рудари, подоцна нешто појасно ќе биде. Чекајте малку. Ќе ги препознаете луѓето. Јас се исклучив, малте не половина филм е со мене, ги избришав. Сега, внимавајте на рударот со син шлем. Тој прв секој се качуваше, влегуваше во рудникот, работеше и уште тога знаев. Ќе го најде лорандитот, ќе го ископа. А кога излезе од рудникот, после толку години кога излезе од рудникот, не беше веќе млад рудар. Тоа е потребено.